Светот на автомобилите е возбудлив. Секојдневно нешто се случува, на бината се појавуваат нови модели, но и од неа се симнуваат познати протагонисти. На валицата на електричните возила, на радост на традиционалистите, не ги обесхрабрува марките што произведуваат високоперформансни примероци. Еден од таквите примери е Porsche 718 Spider RS, како и AC Cobra, која се појави во ново издание и 663 бензински коњи. Alpine полека, но сигурно се трансформира во спортски електричен бренд со студијата A290 Beta. Honda наеднаш представи 3 модели, а денеска ќе ве запознаеме со 6-та генерација на CR-V. Добар ден и добро дојдовте во Автомагазин. Повлекувањето од производство на CLS не е изненадување, но секако е тажна вест. Од Мерцедес ваквиот потег го оправдуваат со стратешкото планирање на портфолиото на производи кое се концентрира на рационализација и електрични модели. CLS е представен на сајмот за автомобили во Женева во 2004 година како поелегантна и поспортска интерпретација на E-класа и веднаш беше прифатен благодарение на својот револуционерен стил, авангарден дизајн во кабината и 2 индивидуални задни седишта. На 31 август оваа година CLS заминува од сцената и со тоа не запира реструктурирањето на моделската понуда од Штутгарт. Следни на листата за отстрел се купеата и кабриолетите од C и E класата, кои ќе бидат заменети со целосно новиот CLE, додека купеата GLC и GLE се очекува да живеат само уште една генерација. Купра засилено гази напред. Кратко после Таваскан го дефинира и својот трет електричен модел. Произлезен од концептот Urban Rebel и ќе го користи името Raval, а на пазарот се очекува во 2025 година. Значајно за марката е што тој ќе се произведува во Шпанија заедно со другите модели од групацијата познати по очекуваната цена од 25.000 евра. Raval секако ќе биде поскап и од тоа бидејќи ќе го покрива повисокиот дел од сегментот, нудејќи им на купувачите повеќе емоции. За овие модели се развива посебна верзија на MEB платформата, која ќе овозможи постигнување на наведената цена со минимални технички отстапувања од сегашната. Должината ќе изнесува нешто на 4, а меѓуоскиното расстојание 2,6 метри. Електричниот импулс ќе го дава електромотор кој на предните тркала ќе испраќа 226 конски сили. Капацитетот на батериите не е познат, но се очекува да обезбедува автономија од 440 км. Локал патриотизмот е силен маркетиншки аргумент за настап на автомобилските производители на домашен терен кој од секогаш давал одлични резултати, но последните трендови велат дека работите се менуваат. Според студијата на аналитичарите на британскиот YouGov, промените посебно се истакнати во Франција, каде домашните марки најмногу го губат теренот. Не сите, бидејќи Peugeot 5-та година поред е на првата позиција добиена според оценките на купувачи
играчите за општиот впечаток, квалитетот, вредноста за парите, репутацијата, задоволството и други критериуми. Но останатите француски марки не поминаа воопшто добро. После Peugeot на листата следат Mercedes, Audi, Volkswagen и BMW, кои го истиснаа Citroen на 6-тото место. Renault е на 2 позиции подолу за Toyota и пред Ferrari и Ford. Во анализата од марките кои постигнале најголем напредок во рангирањето се издвојуваат Dacia, Kia, Hyundai, Cupra и Skoda. Американците ги сакаат пикапите, но само големите. Затоа и Форд со големо задоснување дури сега на домашниот пазар го лансираше Ranger, кој за тамошните прилики спаѓа во средната категорија. Во другите светски региони, доста добро познат, овој пикап за Америка ќе се произведува на домашно тло со минимални механички измени. Понудата ќе биде ограничена само на изведбата со двојна кабина и со избор од 3 бензински мотори. Основниот е познатиот 2,3 литарски со 4 цилиндри и 270 конски сили, чија цена ќе биде $34,000. Следи 2,7 литарскиот V6 од Bronco и F150 со 315 коњи, а на врвот е Raptor верзијата со 405 расни грла, извлечени од 3 литри работна зафатнина. Сите мотори се спарени со 10 степен автоматски менувач, додека погонот на сите тркала е стандарден само кај најсилната изведба. Опременоста е на завидно ниво, со што се оправдува повисоката цена во однос на конкуренцијата, а во продажните салони се очекува кон крајот на летово. Одлуката падна. General Motors одесенва преку нордиските земји и само со електрични модели се враќа во Европа. Потврда за ова дојде од раководството на филијалата која за стариот континент беше формирана во 2017 година, кога американскиот производител после продажбата на Opel се повлече од пазарот. Веќе е отворена канцеларија за напреден дизајн во Велика Британија, а Центарот за иновации во Ирска е проширен. Листата на возила со кои General Motors ќе се релансира во Европа не е финализирана, но на неа ќе има модели од повеќе марки. Скоро сигурен е Cadillac Lyriq, а сериозни потенцијални кандидати се Chevrolet Equinox и Blazer и посебно кинескиот Buick Electra, заради склоноста на европјаните кон помалите возила. Од тие причини малку е веројатно пристигнувањето на GMC Hammer и Chevrolet Silverado, што можеби и ќе се смени ако Ford предизвика силен интерес со својот F150 Lightning. Сепак, сето ова засега е во сферата на предпоставките. Треба да почекаме уште некој месец да ја дознаеме официјалната стратегија на General Motors за повторно освојување на европските купувачи, без да имаме илузии дека во догледна иднина и нашите пазари ќе бидат вклучени. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Европските марки стануваат се поранливи од напливот на кинеските електрични возила. Според предвидувањата, во догледно време би можело да се губат и до 7 милиарди евра на годишно ниво поради продорот на електричните возила од Кина. Веќе се разработува начин на заштита и трансформирање на условите. Тоа го прави и Alpine, спортската марка на Рено, која врз база на студијата R5 изработи собствена наречена A290 бета, која го најавува првиот од планираните 3 електрични модели. Започнува трансформацијата на спортската филијала на Рено. Alpine го представи првиот од 3 најавени нови модели. Отварајќи ново поглавје во историјата на марката, компактниот хеджбек со концептна ознака A290 бета идната година ќе стане сериски производ. Веќе на прв поглед се забележува дека како основа го има електричниот Рено 5 претворен во врел спортист подготвен за рушење рекорди. Голем дел од агресивните детали на каросеријата сигурно ќе бидат припитомени на патот кон монтажните ленти, но светлосната графика во облик на буквата X би требало да остане како иден заштитен знак на марката. Видливоста во специфични услови ќе ја подобруваат имплементираните дополнителни светла на носот, кои заедно со лажните странични отвори за воздух зад вратите треба да потсетуваат на спортското минато на Alpine и Renault. Во внатрешноста на возилото, долго малку над 4 метри, се сместени 3 седишта, од кои возачкото е на централната позиција. На управувачот се среќава интересен детаљ – копче за престигнување со кој испорачаната сила се зголемува во траење од 10 секунди. На возачот на располагање му се и повеќе други режими, меѓу кои и 11 за системот против блокирање на тркалата. За погон се предвидени 2 електромотора на предната оска, за кои техничките податоци не се објавени, но нема дискусија дека перформансите нема да бидат за почит. Останува само да почекаме да видиме што се од овој концепт, кој веќе има хомологација за тркачки патеки, ќе биде пренесено во серискиот модел. Покрај него, од Alpine треба да се очекува кросовер и електричен наследник на сегашниот A110. Европскиот пазар е среде пресвртница во која електричните возила ќе го презедат и приматот. Со оглед на активностите на автомобилските производители минатите неколку години, тоа беше и очекувано, но не и дека моментот добро ќе го искористат кинеските марки. Иако се уште далеку од етаблирање, тие напредуваат многу побрзо од останатите, не оставајќи место за сомнеш дека ќе преземат добар дел од колачот. За предизвикот пред кој се наоѓа европската автомобилска индустрија предупредуваат и аналитичарите од Алијанс, кои во својата студија истакнуваат дека заради кинезите до 2030 година европските производители би имале годишно за 7 милиарди евра помали профити. Според анализата, квалитетот на кинеските возила расте, а нивните прифатливи цени токашните компании не може да ги постигнат заради батериите. Ако трендот продолжи, посебно ќе бидат погодени земјите во кои автомобилската индустрија има високо учество во домашниот бруто општествен производ, како што се Германија, Чешка и Словачка. Како заклучок се наведува дека ако Европа сака да остане извозна автомобилска велесила, индустријата мора да се концентрира на пронаоѓање на најповолниот однос цена-квалитет на електричните возила кој е различит за секоја марка. Воедно треба да се воведат и царини на увозните автомобили, да се интензивира развојот на материјали и технологии за батериите и да се натераат кинеските компании да произведуваат во Европа. Истиот пат веќе го поминаа јапонските и корејските производители, па зашто не и кинеските.
Новиот CR-V е рафиниран и ги комбинира вредностите по кои е познат брендот со најновите помагала за возачот, пасивната безбедност и електрификацијата, за да се постигне поголема сигурност, динамика и удобност. Фокусот на висококвалитетни бои, материјали и ткаенини низ кабината го приближува кон премиум сегментот. Сега има исклучиво хибридни погони и големи амбиции. Кога сме кај амбициите, го надоврзуваме и сеќавањето на Opel Rekord. Поминаа 6 децении од неговото појавување на пазарот, каде остави длабок впечаток и на големо го интернационализира неговото производство на 3 континенти. Целосно новиот CR-V ја задржува својата позната силуета, но со дизајнерска еволуција. Тој ќе се нуди во 2 верзии на погони, само напојувачки хибрид или за прв пат на европскиот пазар со приклучен хибрид. Затоа за секоја изведба има сопствен дизајнерски отисок изразен преку засебен изглед на предната маска. Тенките предни светла се комбинираат со новите препознатливи дневни светла за да генерираат силно визуелно присуство, додека одзади комбинацијата на вертикално стоп светло и трепкачи е паметна еволуција на препознатливиот дизајн на CR-V. Зголемени се стаклените површини, што нуди извонредна надворешна видливост за сите патници. Еволутивниот дизајн го маскира зголемувањето на димензиите. CR-V е поширок, подолг и повисок од претходникот. Каросеријата сега достига скоро 4,7 метри должина, додека меѓускиното растојание е растегнато за 40 мм. Ова резултира со многу повеќе простор во кабината и во багажникот. CR-V е првиот модел што е опремен со Honda Sensing 360. Како што тврди производителот, системот пружа безбедност и помош за возачот водечка во класата, отстранувајќи ги мртвите точки околу возилото и дополнително придонесува за избегнување судир. Веќе наведовме дека Honda CR-V има 2 погонски варијанти. Двете имаат дволитарски 4-цилиндричен бензински мотор со директно вбризгување кој е ревидиран за да се подобри ефикасноста, префинетоста и динамичките перформанси. Само напојувачкиот хибрид е превземен од Civic со вкупна моќност од околу 150 киловати. Литиум-ионската батерија со густа моќност и 2 компактни лесни електрични мотори се комбинираат со бензински мотор за безпрекорно да се префрлат помеѓу трите режими на работа: потполно електричен, хибриден или само на бензин. На потполно истиот концепт се базира и изведбата со приклучен хибрид, но обезбедува да се вози само во електричен режим до 82 км, што овозможува повеќе од задоволување на дневните потреби на просечен европски возач. Батеријата, за која не е дадена спецификација, може да се наполни за 2,5 часа. Honda само го представи новиот CR-V, а неговата продажба на стариот континент треба да започне во задниот квартал на годинава, кога ќе бидат познати цените и деталните технички спецификации. Opel Rekord од серијата А слави 60 години. Во богатата историја на марката, тешко кој може да се мери со овој автомобил, кој, како што името му сугерира, пишуваше рекорди. Иако не беше прв модел на Opel кој така се нарекуваше, тој ги представуваше новите струи во размислувањата на компанијата, заради што и генерацијски беше означен со првата буква од абецедата. Како пионер на средната класа купувачите можеа да бираат помеѓу 5 каросериски варијанти: лимузина со 2 или 4 врати, купе, караван и доставна изведба. Невообичаено за тоа време, доста внимание беше посветено на безбедноста, иако тоа не беше премногу истакнувано во промотивните материјали. Тогаш во прв план беа просторноста и комфорот како заштитен знак на Рекорд, кој во своите 5 генерации стана еден од најславните модели на марката. Брзиот развој на пазарот предизвика и тој брзо да се менува и веќе во 1966 пристигна Рекорд C, кој го зацементира успехот на овој автомобил.
Имаше привлечен дизајн и важеше за издржлив, а широката понуда го задржа на високите позиции меѓу купувачите. Ја започна и интерконтиненталната кариера на моделот, која ја продолжи и следната генерација. Таа постави нови мерила, посебно во дизајнот и моторизацијата, која за прв пат вклучуваше и дизел мотор. Имаше скоро идентични димензии, но сепак беше повисоко позиционирана, што беше одлична стартна основа на петата и последна генерација на Рекорд, лансирана во 1977 година. Наследи многу што од претходникот, но за жал не и квалитетот, иако тоа заради стекнатата репутација не се одрази премногу на продажбата, барем не на почетокот. Беше основа и за повеќе интернационални модели на General Motors и под разни ознаки се произведуваше и во Јужна Африка, Австралија и Кореја. Засиленото присуство на конкуренцијата во 80-тите години силно се одрази на Рекорд, кој и покрај темелното обновување не можеше да го издржи пазарниот притисок и во 1986 година беше заменет со Омега. Ферарија живее својата ренесанса. Лани произведе 13.200 примероци, а за својот прв кросовер не може да ја задоволи побарувачката, додека на берзата подобро стои од целата групација Stellantis. Иако размислува за електрификација, компанијата не е подготвена да ги жртвува своите познати бензински мотори. Долги години Ферари одбиваше да размислува за кросовер во понудата. Се реши за него дури откако конкурентите ги покажаа пазарните потенцијали на ваков модел. Затоа и го направи подобро од нивните адути, дотолку што однапред е распродаден со години. Но успехот на компанијата не се базира само на него. Според одговорните, фабриката има толку нарачки да го потполни целото производство до 2025 година и без пуро сангуе. Забележаниот пораст на продажбата од 10% во првите месеци годинава покажува дека ланските 13.200 возила со леснотија ќе бидат надфрлени. Со оглед пак дека во текот на оваа 2023 покрај Рома Спајдер се очекуваат уште 3 други нови модели, лесно се доаѓа до заклучокот дека производствените капацитети на вистина ќе бидат целосно ангажирани во блиска иднина. А таа, иако е насочена кон електрификацијата, која со сосема нов модел ќе стартува во споменатата 2025 година, сепак ќе биде заснована и на автомобилите со класични мотори. Во компанијата со радост ја дочекаа веста дека ќе може да ги продаваат и после 2035 година, заради што веднаш започнаа со истражувања на синтетички горива. Стратегијата за настап внимателно се подготвува и љубоморно чува во тајност, но сепак се знае дека V12 моторите ќе бидат задржани и ќе се користат се додека тоа е можно. Во идната гама ќе има и модели со хибридни агрегати од V6 и V8 конфигурации, кои заедно со чисто електричните до 2030 година треба да сочинуваат 80% од продажбата. Колку е исправен овој начин на размислување и делување докажуваат бизнис вестите, во кои се вели дека берзанската вредност на Ферари достигна $54 милиарди, што е повеќе отколку на целиот Stellantis. Марката од Маранело како посебна компанија се издвои од Fiat во 2015 година со иницијална цена на акциите од $52, а сега тие се тргуваат за 6 пати поскапо. Само од почетокот на годинава до сега нивната цена има пораснато за околу 35% со силна тенденција и понатаму да расте. Наменет за ултимативно возачко искуство под отворено небо, со 500 коњи, природно генериран звук и последен од својот вид. Тука е најсилната изведба на Porsche 718 Spyder.
Ознаката RS му го донесе високовртежниот мотор што го има Cayman GT4 RS, централно поставен веднаш зад возачот, па грмотевицата на цилиндрите што се вртат до 9000 пати во минута продира до коските и ветува извонредно возачко искуство. Со ова Порше го крунисува својот модел со средишно поставен мотор како безкомпромисен спортски автомобил. Таков е и британскиот AC Cobra, кој во своето ново издание ја задржува својата традиционалност и V8 мотор, кога сега го дотера на 663 коњи. Кај високоперформансните автомобили, поголемиот дел од приказката се концентрира околу моторот. 718 Spider RS го превзема агрегатот од 911 GT3. Испорачува рамно 500 коњи, што е за 80 повеќе во однос на Спајдерот кој не ја носи ознаката RS. Се одликува со 449 Нм вртежен момент, нема понудена мануелна опција, но 7-степениот ПДК менувач со краток сооднос на преносите брзо ќе ве донесе до екстаза. Забрзува од 0 до 100 км на час за 3,4 секунди, а максималната брзина е 308 км на час. Агрегатот со високи вртежи нема турбополнач. Издувните цевки на спортскиот издувен систем овозможуваат да излезе чистиот технички звук на 6-цилиндрашот. Ако мислите дека додавањето на две букви на името Спајдер е поврзано само со моторот и каросеријата, тогаш сте во заблуда. Со 1410 кг, RS изведбата е за 40 кг полесна од 718 Спајдер и бележи 5 кг помалку од затворената GT4 RS верзија. Бројните лесни компоненти, како што се школките на седиштата и предната хауба, направени од полимер засилен со јаглеродни влакна, придонесуваат за заштеда на тежината. Во однос на суспензијата добивате Porsche Active Suspension Management и спортски пружини кои ја спуштаат каросеријата за 30 мм, додека пружините и амортизерите се помеки отколку кај Cayman GT4 RS, а има механички диференцијал за ограничено пролизгување на погонските тркала. Сличностите помеѓу Spider RS и GT4 RS не се ограничени само на механиката. Добивате идентичен аеротретман на предниот дел, вклучувајќи го истиот дизајн на предниот браник и два канали за проток на воздухот до моторот поставени високо на каросеријата засилена со јаглерод. Оние кои сакаат повеќе може да го добијат опционалниот пакет Weissach сочинет од издувни цевки направени од титаниум, повеќе елементи од јаглеродни влакна, дополнително накитен интериер и уште некои логоа за да му покажете на светот што имате. Производството на 718 Spider RS не е официјално ограничено, но нема да има многу од нив. Крајот на серијата е за 2 години. Потоа спортски електричен автомобил на батерии ќе го замени моторот со согорување. Ниту лошата вест не мора да ја расипе радоста, бидејќи моторот на RS е способен за гориво, а изгледите за негова продолжена кариера се можни. Јавното појавување е закажано за следниот месец на настан по повод 75 годишнината од постоењето на Porsche. Најстариот британски производител на возила AC Cars ја представи најавуваната модерна интерпретација на легендарната Кобра, но да не ве збуни изгледот на родстерот кој во ваква форма екзистира уште од 1962 година, се на него е ново. Умно резонирајќи, челниците на компанијата ги задржаа сите препознатливи линии, менувајќи ги само таму каде мораа. Затоа и новата Кобра ќе остане еднакво привлечна како и оригиналот од пред 6 децении. Сепак, за да го издржи товарот на денешницата, сите карти се ставени на механиката. Употребените материјали и технологии се модерни.
Каросеријата од пластични панели засилени со стаклени влакна е поставена на кутиеста алуминиумска рамка. Ветробранското стакло ги штити патниците во случај на превртување заедно со заштитните столбови за двете седишта. Затоа се задолжени и системите против блокирање на тркалата за динамичка контрола и стабилизација на возилото, електроуправувањето и друго. Трендовски технологии има уште, а за задоволство во возењето ќе придонесат и традиционално користените Фордови агрегати. На избор се два во V8 конфигурација со идентична зафатнина од 5 литри и атмосферски 460, односно компресорски добиени 663 конски сили спарени со 6 степен мануелен или 10 степен автоматски менувач. Тежината од само 1450 кг со посилниот мотор ветува забрзување до 100 км на час за неполни 4 секунди и максимални 278 км на час. Цените ќе стартуваат од 285.000 фунти, а на разочарување на британците, почнувајќи од идната година, новата Кобра ќе се произведува во погонот на компанијата во Германија. Електричниот погон е иднината на моторизацијата, но како што стојат работите, традиционалните мотори имаат добра шанса да опстанат, па макар во своите најсилни изданија. Сите видеа што сакате повторно да ги погледнете ви се на располагање на нашиот YouTube канал, додека дневните новости од светот на автомобилите ви се достапни на добро познатата интернет адреса avtomagazin.com.mk. До гледање.